Сопругата на доктор Зекирија Шоини не стоела врз обидот за негово убиство, тврди тој. Обидите за врзување на неговата сопруга со неговиот атентат вели се да се дискредитира неговото семејство. Да се плашело од неа немало да живеат се уште заедно во Слупчане. Бара полицијата да го најде вистинскиот човек што пукал во него пред 3 дена во Куманово. Целосно го отфрлувам како неоснована и невистина тврдењата дека овој сак стои господјата Ариета Дили. Затоа барам од истражните органи поткитно да ја објаснат ситуацијата со мојата сопруга која е мешана на овој случај од нивна страна, почитувајќи ја нашата семејна приватност, а посебно имиџот на господјата Ариета Дили. И доколку навистина ќе беше така како што се представува во јавноста, јас никога не би продолжил да живеам заедно со мојата господја. Фала му на Бога, мојата господја заедно со моите ќерки се живи и здрави во мојот дом во село Слупчане. Неговата сопруга вчера беше пуштена на слобода бидејќи органите не можеа да најдат доволно докази дека таа е поврзана со обидот за убиство на Шоини. Но сепак до обвинителството денеска пристигна кривична пријава од МВР за неговата сопруга и за уште едно лице. До Куманово денеска е доставена кривична пријава за загрозување на сигурноста против едно лице, како и за поттикнување при извршување на тоа дело против поранешната сопруга на штетениот. Пријавата се однесува на претходни испратени заканувачки пораки и закани, додека индициите за евентуална инволвираност на овие осомничени, но и други лица во инцидентот со пукањето се уште се проверуваат, велат од основното јавно обвинителство. Според кривичниот законник, тој што ќе ја загрози сигурноста на друг со сериозна закана дека ќе нападне врз неговиот живот или тело, или животот или телото на нему блиско лице, ќе се казни со парична казна или со затвор до 6 месеци. Во истиот закон, друг член стои дека гонењето за делото од ставот 1 се презема по приватна тужба. Но од обвинителството вела дека прецизна квалификација за делата ќе се одреди по преземање на дејствијата. Има повеќе осомничени за обидот за убиство, но не откриваат колку и кој. Полицијата пак се уште го бара човекот кој пукаше во Шоини. Според МВР станува збор за 36 годишен гостеварчанец. Шоини, кој е доктор на пулмологија, но и носител на листа во општината Слупчане од ДУИ, кажа дека не се плаши и дека вечерва ќе присуствува на митингот на неговата партија во Куманово. Ги повика политичарите да не собираат политички поени на неговиот случај и да го представуваат како семејна драма. Тамара Дичевска, Сител телевизија.